Биографија на Оливера Николова. Оливера Николова е родена на 11 март 1936 година во Скопје. Дипломирала на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Целиот работен век го поминала во македонската радио-телевизија, работејќи како уредник и драматург. Таа е член на Друштвото на писатели на Македонија од 1963 година. Оливера Николова е автор на неколку телевизиски игри: Зоки Поки, Среќен пат Зоки, Девојките на Мар. Исто така, таа е автор и на неколку радиоигри: Земјата во која не се стигнува, Игра за мама, Од палец до сон, Како расте татковината, Големото зошто и така натаму. Вредностите на Оливера Николова во македонската книжевност за деца од низината прва книга континуирано се мощни високо рангирани. Сите критичари кои се занимавале со низините книги за деца потенцирале дека со низиното творештво македонската книжевност за деца се збогатува со дотогаш неоткриени мотиви. Оливера Николова е писателка која сака секогаш да биде нова, која истражува и формата, но и која прецера се реагира на животот и на новините кои се случуваат во него, минувајќи го со сензибилитетот на современото дете. Во октомври 2012 година за романот Кукичка таа била номинирана како македонски представник за наградата Балканите. Во декември 2013 година Оливера Николова го одбележува јубилејот 50 години од литературното творештво, исто колку и познатиот лик од низините раскази за деца. Николова ги освоила наградите Стале Попов, Рациново признание, како и роман на годината на Утрински весник. Во февруари 2016 година за романот Кадифена покривка, издание на Матица Македонска, Николова е добила наградата Стале Попов за најдобра прозна книга во 2015 година. Истовремено, романот Кукичка бил објавен на српски јазик во издание на Арка од Смедерево. За жал, пред неколку дена ја загубивме и неа. Може би таа од овој свет замина, но нејзините дела за секогаш ќе останат длабоко во нас запомнети. Опис на ликот Марко од лектирата Девојките на Марко од Оливера Николова. Лектирата Девојките на Марко од писателката Оливера Николова Марко ни се јавува како еден од споредните ликови, иако романот го носи во насловот неговото име. Марко во романот е даден како најстар брат помеѓу браќата во неговото семејство. Во склад со неговата возраст е воената академија и војничката одговорност, која ни го отсликува на некој начин тогашниот живот на луѓето, обврските кои во денешницата се доста изменети. Марко има посебна емотивна поврзаност со неговиот помал брат Славе, кој е даден како главен лик во овој роман. Марко е причината за созревањето и победувањето на страховите на Славе. Тој го обучува и ослободува на многу други полиња во животот, кои до тој момент на Славе му биле познати само како поим. Иако свесно, ставајќи го брат му во непозната позиција, чувствува терет и грижа на совеста, како и загриженост дали неговиот помал брат ќе се снајде соодветно во таа позиција, сепак бива позитивно изненаден од организираноста и созреаното размислување на брат. Преку овие чувства ја препознаваме емпатијата, грижливоста и љубовта на Марко кон брат му. Исто така, можеме да препознаваме колку силно чувствува љубовта кон Роска, неговата девојка, за која бил подготвен да го жртвува брат му и времето кое можело да биде поминато со него. Тие ја доживуваат љубовта како светло кое ги води кон раст и самозапознавање, учејќи да бидат ранливи и искрени еден со друг. Марко е лик кој трага по своите копнежи меѓу вистинските обврски, а исто така и одраз на развиено и зрело однесување, со тоа што неговиот помал брат секогаш го учел дека со девојките секогаш треба да се однесува љубезно, нежно и со почит. Во оваа лектира Марко е слика за многу квалитети. Мене лично оваа лектира ми се допадна и со сигурност ќе ми остане во сеќавање.
и бајка ги раскажува случките од животот на детето Владимир. Од палец до сон, патуваме јас и мама. Од палец до сон со татковиот телефон. И бараме, принцеса една нежна. Во ушпа од роса, во мелче косо. Во парче од бирче, на облак од свирче. Во кајче од песна и во шума тесна. И бараме, принцеса една сладка во секоја длапка. Се разбира, на ваква прекрасна серенада не може да остане равнодушна ни една разгалена принцеза, заседната врз еднозрно грашо. Кој пее под мојот личен прозорец на мојот личен брод? Ве бараме вас, принцезо. Кога ќе ни биде свадбата? О, премногу брзо. Принцезата прво треба да се освојува. Го знаете ли тоа? Најпокорно ги чекам вашите заповеди. Ќе ви објаснам кратко и едноставно. За да ме добиете мене, мил принцу, треба прво успешно да ме одговорите на 3 прашања. Ако одговорите бидат во ред, татко ми ќе го подели кралството со вас, а јас ќе станам ваша жена. Ајде првото прашање. Ве молам, одговорете ми, дали вие знаете да собирате? Знам да собирам цвеќиња. Знам да собирам џамли, а понекогаш кога мама шие, ги собирам растурените игли. Потоа собирам цреши најпрво од дрво. Дали е тоа доволно? Одговоривте на првото прашање. Кој е второто? Второто е малку потешко. Но, дали знаете да вадите, принцу? Тоа е уште полесно. Знаете да вадите? Се разбира дека знам. Знам да вадам затки од шишиња. Затки од шишиња? Сега претеравте, принцу. Па тоа не го прави доволно вешто ни татко ми. Па што, татковците не се принцови. Третото прашање е сосема формално, мил принцу. Јас и без него гледам дека сте подготвен за живот и дека можете без око да ви трепне да освоите една принцеза. Но сепак, ајде да ви го поставам и него, па да завршиме со таа работа. Третото прашање гласи: дали сте служеле војска, принцу? Морам да признам, не сум служил. Се пропадна. Знаете, јас сега ќе морам да си одам. Да си одите? Да одговоревте и на третото прашање ќе беше поинак, но сега е така како што е. Мојот личен брат поаѓа и ние никогаш повеќе нема да се видиме. Најсериозно. Јас, Значи, ќе останам неженет. искрено ми е жал, но за сега така ќе биде. Дајте ми уште една шанса, ви молам, само уште една шанса за последен пат. Земи го моето зрнограшок, принцу. Единственото што го имам, земете го. Да го земам, ама како, бесплатно? Ни со платно, ни бесплатно. Јас ви го подарувам, принцу, поради вашата голема љубов. Но тогаш ќе станете, наместо принцеза врз зрно грашо, принцеза без зрно грашо. Ќе бидете едноставно само принцеза. Ако ова зрно грашок ќе ви помогне одново да ме пронајдете. А ако вашата љубов е толку голема и силна, ние одново ќе се сретнеме и потоа ќе останеме за секогаш заедно. Што треба да сторам со него, драга принцезо? Ова зрно грашок не само што ќе го чувате, мил принцу, туку и ќе го поливате. Секој ден. И тоа капка по капка. Постојано. Така се додека од него не издрсне висок ластар, висок, се дури до сонот. Па и ние таму патуваме. Така, значи се дури до сонот. И штом тој ластар ќе израсне, ќе треба да почнете да се качувате по него, принцу. Нагоре, стрпливо, стапка по стапка. Се додека не стасате до мене. Се разбира, на патот ќе најдувате на многу потешкоти и опасности. Но ако истраете, принцу, ако вашата љубов е толку голема за да истраете, тогаш се среќно ќе се заврши и ние ќе се земеме, принцу. И ќе се живееме среќно до крајот на животот. Во ред тогаш, до гледање, мила принцезо.
која при запознавањето му го дала надимокот Зоки Поки. Од тој ден тие станале најдобри другари, кои по големиот дел од времето го поминувале заедно. Девојчето Лидија живеела во поделниот кат од истата зграда каде што живеел Зоки. Лидија е убаво девојче со плава коса, кафеави очи, која често носи шарени фустанчиња. Освен тоа што била убава, таа имала и голема насуска на нејзиното лице. Девојчето Лидија била добро воспитана и ги почитувала постарите. Таа исто така ги сакала и ги почитувала другарите. Зоки Поки многу ми се допадна од лектирата, бидејќи тој не само што е главен лик, исто така има голем удел во лектирата. Тој бил весело, помалку палаво дете, но сепак било трудолюбиво и жално дете, бидејќи никогаш не правил нешто со лоша намера, секогаш го правил тоа да биде добро. Тој имал кафеави очи и кафеава коса, мене ми се допадна тој поради тоа. Зоки опис на Зоки Поки. Зоки Поки е малаво дете кое живее во зградата заедно со неговите родители. Тој има пријателка Лидија, која му го дала надимокот Зоки Поки. Тој многу сака да збори со неговата баба. Опис на Лидија. Лидија е најдобрата другарка на Зоки Поки. Таа всушност му го дала името на Зоран Зоки Поки. Била мала, но со крупни очи како џамби. Лидија била паметна, темпераментна и многу снаодлива. Исто така била добра другарка и секогаш спремна за авантури. Стравот и срамот не треба да представуваат пречки во нашето созревање. Најтешкото нешто во животот е пречекувањето на скалилото од детскиот свет кон младешкиот. Благородно е понекогаш да се жртвуваш за своите најблиски. Понекогаш е доволно малку време за да созрееме многу. Вистината треба да ја гледаме како лав. Лав кој се бори со непријателите. Баш така и луѓето треба да се борат за вистината, за иднината да биде посветла. Со девојките секогаш треба нежно и љубезно. Со трпение би научи, стравот да не биде препрека. Не дозволувај срамот и стравот да те спречат во остварувањето на своите желби. Секое дете треба да ја знае Оливера Николова уште пред да почне да чита. Тажниот весел Владимир е роман од писателката Оливера Николова, писателка позната како мајка на македонската литература за деца и возрастни. Романот се состои од две приказни за Владимир. Во нив авторката се постапка на комбинација на модерното детско четиво и бајка ги раскажува случките од животот на детето Владимир. Од палец до сон, патуваме јас и мама. Од палец до сон со татковиот телефон. И бараме, принцеса една нежна. Во ушпа од роса, во мелче косо. Во парче од бирче, на облакот свирче. Во кајче од песна и во шума тесна. И бараме, принцеса една сладка во секоја длапка. Се разбира, на ваква прекрасна серенада не може да остане равнодушна ни една разгалена принцеза, заседната врз еднозрно гранче. Кој пее под мојот личен прозорец, на мојот личен брод? Ве бараме вас, принцезо. Кога ќе ни биде свадбата? О, премногу брзо. Принцезата прво треба да се освојува. Го знаете ли тоа? Најпокорно ги чекам вашите заповеди. Ќе ви објаснам кратко и едноставно. За да ме добиете мене, мил принцу, треба прво успешно да ме одговорите на 3 прашања. Ако одговорите бидат во ред, татко ми ќе го подели кралството со вас, а јас ќе станам ваша жена. Ајде првото прашање. Ве молам, одговорете ми, дали вие знаете да собирате? Знам да собирам цвеќиња. Знам да собирам џамли, а понекогаш кога мама шие, ги собирам растурените игли. Потоа собирам цреши најпрво од дрво. Дали е тоа доволно? Одговоривте на првото прашање. Кое е второто? Второто е малку потешко. Но, дали знаете да вадите, принцу? Тоа е уште полесно. Знаете да вадите
Се разбира дека знам. Марко, писменцата и девојките, Славе за Чекорова во младост. Славе за секогаш ќе остане наш другар и тој вечно но остави впечаток длабоко во нашите срца. Опис на ликот Лидија од лектирата Зоки Поки. Во лектирата Зоки Поки главен лик е детето Зори. Тој живеел во зграда со неговите родители и неговата баба. Еден ден тој се запознал со едно девојче Лидија, која при запознавањето му го дала надимокот Зоки Поки. Од тој ден тие станале најдобри другари, кои по големиот дел од времето го поминувале заедно. Девојчето Лидија живеела во подолниот кат од истата зграда каде што живеел Зоки. Лидија е убаво девојче со плава коса, кафеави очи, која често носи шарени фустанчиња. Освен тоа што била убава, таа имала и голема насуска на нејзиното лице. Девојчето Лидија била добро воспитана и ги почитувала постарите. Таа исто така ги сакала и ги почитувала другарите. Зоки Поки многу ми се допадна од лектирата, бидејќи тој не само што е главен лик, исто така има голем удел во лектирата. Тој бил весело, помалку палаво дете, но сепак било трудолюбиво и жално дете, бидејќи никогаш не правил нешто со лоша намера, секогаш го правил тоа да биде добро. Тој имал кафеави очи и кафеава коса, мене ми се допадна тој поради тоа. Опис на Зоки Поки. Зоки Поки е малаво дете кое живее во зградата заедно со неговите родители. Тој има пријателка Лидија, која му го дала надимокот Зоки Поки. Тој многу сака да збори со неговата баба. Опис на Лидија. Лидија е најдобрата другарка на Зоки Поки. Таа всушност му го дала името на Зоран Зоки Поки. Била мала, но со крупни очи како џамби. Лидија била паметна, темпераментна и многу снаодлива. Исто така била добра другарка и секогаш спремна за авантури. Стравот и срамот не треба да представуваат пречки во нашето созревање. Најтешкото нешто во животот е пречекувањето на скалилото од детскиот свет кон младешкиот. Благородно е понекогаш да се жртвуваш за своите најблиски. Понекогаш е доволно малку време за да созрееме многу. Вистината треба да ја гледаме како лав. Лав кој се бори со непријателите. Баш така и луѓето треба да се борат за вистината, за иднината да биде посветла. Со девојките секогаш треба нежно и љубезно. Со трпение би научи, стравот да не биде препрека. Не дозволувај срамот и стравот да те спречат во остварувањето на своите желби. Секое дете треба да ја знае Оливера Николова уште пред да почне да чита. Тажниот весел Владимир е роман од писателката Оливера Николова, писателка позната како мајка на македонската литература за деца и возрастни. Романот се состои од две приказни за Владимир. Во нив авторката се поставка на комбинација на модерното детско четиво и бајка ги раскажува случките од животот на детето Владимир. Од палец до сон, патуваме јас и мама. Од палец до сон со татковиот телефон. И бараме, принцеса една нежна. Во ушпа од роса, во мелче косо. Во парче од бирче, на облакот свирче. Во кајче од песна и во шума тесна. И бараме, принцеса една сладка во секоја длапка. Се разбира, на ваква прекрасна серенада не може да остане равнодушна ни една разгалена принцеза, заседната врз еднозрно граншо. Кој пее под мојот личен прозорец, на мојот личен брод? Ве бараме вас, принцезо. Кога ќе ни биде свадбата? О, премногу брзо. Принцезата прво треба да се освојува. Го знаете ли тоа? Најпокорно ги чекам вашите заповеди. Ќе ви објаснам кратко и едноставно. За да ме добиете мене, мил принцу, треба прво успешно да ме одговорите на 3 прашања. Ако одговорите бидат во ред, татко ми ќе го подели кралството со вас, а јас ќе станам ваша жена.